Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, издание кое што денеска го посветуваме на јас не знам зошто секогаш коинцидентно ни се случува кога имаме две различни гостувања во емисијата, секогаш тие гостувања во одреден сегмент се поврзуваат меѓу себе коинцидентно, значи никогаш не ни се така планирани, така што првата тема денеска и втората тема и двете ни се однесуваат на здравието, но едната ни е конкретно од медицински аспект гледано со медицинско лице каде што ќе разговараме, а другата пак ни од спортски аспект, од маратонски дух што би се рекло. Но ќе видите зашто ќе разговараме веднаш по сервисните информации да не губиме време околу тие работи. Денеска е четврток, 101-виот ден во 2013 година. До крајот на годината ни остануваат уште 264 дена. Денот трае 13 часа и 6 минути. Во Скопје сонцето изгреа во 6 часот и 2 минути, а ќе зајде во 19 часот и 8 минути. Месечината пак изгрева во 6 часот и 19 минути, а заоѓа во 20 часот и 28 минута. Времето денеска во Македонија ќе биде сончево и потопло со умерена облачност, а ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринската температура ќе се движи од 2 до 8, а дневната од 15 до 21 степен. Во Скопје слично време. Со утринска температура до 5 и со дневна до 18 степен. Во сабота времето ќе биде стабилно и топло. В недела пак се очекува позначителна промена на времето која ќе се задржи во почетокот на следната недела. Ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, појава на грмежи и ќе дува засилен ветер од северен правец. Така морав да направам пауза, не ми се допадна информацијата, но тоа е што да правиме. Со времето лудо како да сме во март. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива по воглавно суви и чисти коловози. Патниот правец 503 Неготино-Радовиш, односно Неготино-Штип преку Лакавица поради оштетување на мостот број 9, преку реката Вардар целосно е затворен за сите видови сообраќај како и за пешаците. Поради тоа сообраќајот е пренасочен преку патниот правец Неготино Криволак-Пепелиште и тоа само за лесни возила. На патниот правец А3 П1 312 делница Велеска Дрифаково како експресен пат се извршуваат активности на патот кои се поделени во две фази, зашто и си постои соодветна сигнализација. На патниот правец Гостивар, крак Маврово кај село Церово се врши реконструкција на мостот и сообраќајот се одвива регулирано со семафори за неизменично пропуштање на возилата и по една коловозна лента. На патниот правец Демир Капија Удово, пак кај тунелите на Демир Капија се изведуваат градежни работи на пат. Затоа има поставено светлосна сообраќајна сигнализација или семафори кои го регулираат сообраќајот. Можни се и повремени кратки застои во одвивањето на сообраќајот на тој дел од патот. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Демир Капија Удово Кочани Делчево и Берово Виница, каде е можна почеста појава на одрони. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини нема подолготрени задржувања за влез и излез од државата. И тоа се сервисните информации, нешто денеска така тешко ми дојде да ги читам, а и состојбава на патиштава доста долга, ние во последно време се работи многу на нив. Посакувам добре дојде на мојата прва гостинка за денешното издание на 24 за животот, каде што ќе зборуваме за женската трка, веќе долу насловот ќе се биде испишан, жените трчаат по повод денот на здравието. И токму на тој начин ќе се обидат да ја покренат свеста кај жените за своето здравје, за сите оние здравствени проблеми кои што може да се јават. И точно на 14 април, односно в недела, во градскиот парк во Скопје ќе се одржи оваа женска трка. Таа е една од промотивните трки на Скопскиот маратон 2013. По тој повод во студиото од организацијскиот одбор ни гостува Гордана Николовска. Добро дојдовте. Добро ве најдов. За прв пат со мене, со колешката Галена веќе си имате разговарано во емисијата. Како сте, добри? Добро. Одлично. Спремни. Така, која е целта на женската трка? Јас спомнав дека е тоа за денот на здравието, но практично како најава за маратонот да кажеме, од каде идејата, има ли такво нешто во светот, се случува ли? Па има. Во светот воопшто овие движења се познати многу подамна кај нас, доаѓаат прв пат годинава. Идејата беше жените да бидат вклучени повеќе во спортот. На стартната линија на Скопски маратон предничат мажите, значи застапеноста на мажите спрема жените е 70-30, тоа е факт кој што нас не ни се допаѓа. Тоа беше една причина повеќе да ние
организираме една женска трка која што има два мотивирачки аспекти. Едната е да ги мотивира дека може да трчат, да се занимаваат рекреативно со спорт, па и да ја стигнат онаа добра форма да се пријават на една од трките на Скопски маратон. Ако веќе сега се мотивираат, тоа би било трката на 5 километри. Но вториот и поважен аспект кој што ни е нас многу важен е да се вратат жените во некоја добра форма како што биле пред да родат. Спортувањето во форма на рекреација е најздравиот начин на живот. Кога ни е здравието во добра состојба, тогаш сме расположени и среќни. Паднатиот имунитет, срцеви заболувања, разни мутирања на клетки и такви, се тоа е една причина која што ние не сакаме да ни влезе во животот и велиме спортувајте за да го подигнете имунитетот, да го подигнете одбранбениот систем, никогаш не е доцна. На самата трка ние имаме учеснички од различни годишна возраст. Така, најмалата ни е. Какови се годините? Најмалиот регистриран учесник е 2 години, веројатно мајка и керка доаѓаат да вежбаат. Добро. Највозрастната учесничка е 67 години, која што е поранешна атлетичарка, па нека биде еден пример дека годините немаат значење. Без разлика што е дали била порано атлетичарка, сепак има 67 години. Сепак има 67 години. Браво. И рекреира. Браво. Одлично. Го одбравте денот на здравието за да трчаат на тој ден, токму. За да ја покренете свеста, кажавте веќе и самата пред малку. Кажете ми, има ли и надпреварувачки карактер, можеби трката? Не. Оваа трка нема надпреварувачки карактер. Е од ревијален карактер. Но сепак, на крајот, не може без награди. Овие наши партнери се потрудија да обезбедат награди и ќе има лотарија на крајот. Значи, трката почнува во 10:30 во градскиот парк. Кај школка, познатата школка, почнуваме со 30 минути аеробик. Пред секоја трка мора да бидеме добро загрејани, подготвени. Значи, прво ќе се загревате добро. Да, ќе имаме инструктори од клубот Микс Аеробик, кои што ќе не загреат добро. Тоа е тоа. После одиме со 1 километар трчање. 1 километар ја ставивме, тоа е многу мала дистанца и секоја која што ќе каже дека не може, не е во право. Верувајте дека кога одат на шопинг жените, знаат да истрчат по продавници многу повеќе од 1 километар, така да имаат кондиција. Особено ако има попуст. Особено ако има попуст. Ако има распродажба, попуст, да видите како трчаат 10 километри. 10 километри, тоа натоварени со штикли. И со кесите. Така. Одлично. Кажете ми, значи 1 километар ќе биде трчањето. Да, околу градскиот парк. Околу градскиот парк практично ќе се случува трчањето. Колку е, особено кога се истакнува дека е важно да бидат вклучени активно тие во својот живот и да се покрене свеста за здравието. Спомнавте дека имате многу голема бројка, пред да почнеме, дека имате многу голема бројка пријавени. Да. Значи, ние очекувавме дека ќе има голема бројка, но бевме со оптимална некоја 400 жени дека Добро, ќе имаме. имате? И веќе порачуваме уште броеви да се допечатуваат, затоа што нема да ни стигнат 500 жени, ќе имаме најмалку. Најмалку 500 жени? Да, најмалку 500 жени. Верувам дека има и многу други кои што не знаат дека треба да се пријават пред самата трка. Како оди пријавувањето, до кога вие? Пријавувањето е уште денеска. Уште денеска, добро. На страната на Скопски маратон, значи www.skopskimaraton.com.mk има како овој постер, едно розево банерче, таму треба да се кликне. Како што го видеа, добро. Да, и многу кратки информации, име, презиме, година на раѓање се внесуваат и се подига стартниот пакет во Сојузот на спортови на Скопје утре и во сабота. Кажете ми, може ли да им дадете совет, например, на жените по однос на трчањето? Например, некое подготвување, нешто да си направат од дома? Освен загревање, тоа со аеробик вежби што ќе го имат. За наша среќа имаме еден партнер кој што утре ќе дојде и ќе понуди реквизити кои што жените ќе може да си ги користат и дома. Многу често ние жените се вадиме дека немаме време, што навистина е така, имаме многу обврски, но не треба да е секогаш изговор. Има реквизити кои што може и дома да се користат. Добро. Значи, за самата трка утре нема потреба од никакво подготвување, таа е само 1 километар. Ке имаме доволно 30 минути аеробик, но понатака кеот ни е прекрасно уреден, имаме веќе доста игралишта, имаме доста трим патеки и реквизити. Значи, веќе изговорот дека е скапо и тоа не држи. Кеот е бесплатен на крајот на Природа криштата. во секој случај секогаш имаме. дури Паркот тие, е тука.
Така е, дури и тие што не можат да трчаат, кои што не се подготвени, па не можам да настапам затоа што не сум подготвена, и јас ке настапам и верувајте, пола трка верувам дека ќе ја трчкам, пола ќе ја одам, ама ќе завршам. И вие? Секако. Одлично. Браво. За крај ни останува единствено, ако нешто не докажавме околу женската трка, може слободно да докажете сега или да не докажувате повеќе. Ни останува единствено Скопскиот маратон да го најавиме во мај. И кога точно ќе се случува, имате ли идеја што како веќе, верувам дека во организацијски сте веќе при крај со него? Маратонот го работиме од септември, тоа е целогодишна манифестација која се трча еден ден. Си остануваат истите трки, 4 трки. Имаме многу зголемен број на пријавени и најава за пријавени учесници. Многу ме е драго што веќе компаниите изразуваат голема спремност да ги мотивираат вработените, плаќаат да настапуваат. Тоа спомнавте, ми спомнавте во разговорот пред емисијата дека има компании кои што ги мотивирале своите вработенички или конкретно еве за женската трка да учествуваат. Да, има. Јас се изненадив една компанија која што пријави 34 жени. Тоа ми е браво. Да, една од компаниите која што го мотивира ова трчање на 5 километри како масовна форма која што ги мотивира, беше причина да направиме и тимбилдинг трка на 5 километри, па и ги наградуваме таму најдобрата екипа со 4 пријавени. Тоа е КБ Прво пензиско друштво, не е многу голема компанија, ама со многу моќ и многу идеја да делува кај вработените. Би сакала таа идеја да ја копираат сите од нив. Трките, значи оваа година предвидуваме дека ќе има 4500 надпреварувачи во сите 4 трки, што е многу. До сега не сме имале толков број, голем предизвик, мора да биде одлично организирано. Времето, како и секоја година, имаме договор со Господ, 30 степени. Во мај искрено се надевам дека ќе биде супер, затоа што најавуваат дека веќе од мај ќе ни биде доста добро времето. Да, па и за недела, јас мислам... Сега в недела ќе биде добро. Од понеделник натаму. Да, ќе биде добро, трката ќе заврши, па после тоа... Си кажавте, вие во договор сте, немате гајле. Да. Гордана, јас, ако би било тоа се, јас ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам вас и се надевам дека ќе дојдете да не гледате, да не поддржите во недела. На маратонот што е во мај, може би ќе се пријавам, ама да си трчам рекреативно таму, покрај некого. Како и да е, секој почеток е добар. Така, па да се симни некој килограм, не за друго. Ајде лет. А во недела ќе дојдеме да ве видиме, да? Да, тоа го очекувам од вас, како и секогаш не следите, информирате. Ви благодарам. Мора, затоа сме за животот. Така е. Се гледаме. Почитувани гледачи, тоа беше Гордана Николовска, со која што разговаравме за организацијата на женската трка, која што се случува оваа недела во градскиот парк. Наидувањето е кај школка, каде што ќе се одржат прво вежби од аеробик од 10 часот и 30 минути, а веќе во 11 започнуваат жените да трчат. Тој е 1 километар, но не е важна должината која што ќе ја трчаат, туку е многу важна целта поради која што тоа го прават, а впрочем го прават само заради покренување на свеста кај жените, особено кај оние кои што веќе се породиле, дека треба да се грижат и за своето здравје и за својот изглед и откако тоа ќе го сторат, а не да се опуштат како што најчесто тоа и се случува кај нас, бидејќи постои некое верување стереотипно дека веќе ако родила жената, толку и завршила врската да се грижи за себе си, тоа не е точно. Во секој случај сите треба да се грижиме за себе си. Одиме сега со кога веќе зборуваме за убавината на жената, за одржувањето на жената, одиме со прилогот од модните ревии на модниот викенд од 7-та сезона, кои што се случуваа во саботата, каде што ги посетивме 5 ревии, тоа ревиите на Стефанија Насеска, на Лебрант, на Лили Кадинска, заедно со Никола Петровски, Антонија Ристовска и Олгица Георгиева, така што во наредните 6 минути уживајте во модните ревии, како таму преку модните креации се слави убавината на жената и ние се враќаме во студиото со нашата втора тема за денеска. Кога ќе слушнете по рекламите Македонија може и Македонија знае, може и да имате неверувања за одредени работи, но доколку го посетувате модниот викенд, кој е во својата 7-ма сезона, пролет-лето 2013, ќе се согласите со овие констатации. Удобност, елеганција, гламур, насмејани лица, беспрекорна организација се карактеристиките на последната сезона на модниот викенд. Во саботата беа презентирани 5 колекции на 4 дизајнерки и само еден машки представник покрај нив. Модната писта први ја прошетаа креациите на Стефанија Насеска, која веќе редовно застанува рамо до рамо со веќе докажаните македонски креатори. Овој пат повторно навраќајќи
се исто како и претходните. Успеав повторно да извлечам нешто од детството, овој пат беше тоа циркусот, меѓутоа вметнав нешто малку и посериозно, оптичка уметност, значи опартот и малку по геометриски кроеви. Употребив геометрија во кроевите. Црно-белата боја беше водечка, со примеси на останатите бои да развесела целата колекција. Јас морам да признам дека храброста што ја имаше на претходните твои реви, овде ми е малку по згасната, но многу си по-оштра во формите. Значи, кај мене претходните колекции цела она приказна беше наменета во аксесуарите, овој пат го пренесов сето тоа на моделите и на кроевите, за да отстапам простор на останатите додатоци. Меѓутоа, повторно, следна сезона сметам повторно дека ќе се навратам на мојот дизајнерски печат. Секогаш си заедно со многу живи бои, може ли да се очекува нешто потемно од тебе? Следна сезона, да, колку што спремам, сето на инспирација што ми е сега, ќе има потемно нешто и од мене. Во оваа колекција, искрено морав да забележам дека си одвоила простор за мајките и децата. Барем јас имав чувство со оглед на тоа дека креациите и за малечките и за возрастните ти беа во истиот стил. Дали мислеше на односот мајка-дете или сакаше да направиш детска колекција? Сакав, значи, пред се деца да се воведени како вовек дека почнувам со работа за деца, меѓутоа ги стави по комбинација да можат заедно со мајките да ги носат, затоа што децата секогаш сакат посебно малите девојчиња да изгледаат како мајките. Не ти е поголем предизвик да работиш за дечиња? Па е предизвик, затоа и почнав, затоа што точно тоа ми представуваше голем предизвик и ова е само најава за да продолжам понатаму со деца. Веднаш по геометриските модни форми на насеска на која детството е неисцрпна инспирација, своја ревија имаше и Лебрант на дизајнерката Лили Кадинска, која пак своите креации лелејаво ги пренесе пред аудиториумот. Кадинска истакна дека нејзината инспирација е Чарлстон стилот, како и 20-тите години на минатиот век, што е и забележливо низ дизајните. Покрај насеска и Лебрант, во групната ревија се представи единствениот машки дизајнер вечерта, Никола Петровски, кој го прикажа своето шаренило на пистата. Во вашите креации, она што можев да забележам на оваа ревија, е тоа што имавте премногу различни стилови на моделите. Во принцип, кројот беше тој, но боите, она што се разликуваше во сето тоа, беше премногу различно. Најмногу впечаток мене лично ми оставија белата креација на крајот, иако може би наједноставна, црвената со златното и црната со црвеното одоздола. Така. Па, основната инспирација сепак беше Азија за сите модели. Меѓутоа, сето тоа беше надополнато и со она што се случуваше во уметноста во минатиот век. Така да, кројот беше тој, и меѓутоа играв со принтовите, со штампата и затоа можеби изгледаше дека има различна инспирација. Меѓутоа сето беше како основа, реков, Азија, во кројот, карактеристично нели високите јаки и последните модели инспирирани од кимоното со памнати ракави. Меѓутоа, исто она кое ми послужи како инспирација беше филмот In the Mood for Love, така да во него можеме да видиме еден крој, меѓутоа многу различни принтови и сето беше поврзано сепак во едно. Дефинитивно вечерта очекувано беше да кулминира преку креациите на Антонија Ристовска, која што, како веќе докажано име кај нас, го прикажа совршенството, што го извлекла од својата инспирација представувајќи ни креации за паметење и се разбира носење. Некако пролета сама по себе, нели, прво буди еден момент на пастелни бои, на една нежност, на една софистицираност. Некако лик кој најблиско ми беше до мојата замисла ми беше принцезата, актерка холивудска Грейс Кели. Таа е позната и како модна икона, меѓутоа е позната како пример на жена која секогаш била едноставно облечена, софистицирано, а секогаш одвојувала од сите други. Значи тој е лик кој едноставно некако ми беше многу близок на темата која сакам да ја представам овој пат. Колекцијата си ја нареков еквилибриум, што значи една равнотежа помеѓу едноставноста, различноста и добриот вкус.
самата личност, самата Грейс Кели, мислам дека едноставно била пример за обликување на многу жени. Дури мислам дека самото кралство Монако добило многу на едноставно на препознатливост и еден моден лик преку незиниот лик. Минатата колекција чинам Клеопатра, бавна инспирација. Така е. Дали во оваа колекција некада Клеопатра и Грейс Кели се сретнуваат во смисла на вашиот дизајнерски израз? Значи, во суштина, моето ателје ја слави убавината на жената. Значи, многу жени во светот, мокни, влијателни, секогаш биле допирале, значи, до мојот сенс, така што Клеопатра на свој начин ја изрази, ја представи преку колекцијата Египтоманија, дека сега имаме една нежност, една многу поблага форма, едноставност, значи во дизајнот на креациите, што можеа да забележат нели самата публика, и тоа ми беше еден момент, значи препознатливост на самото ателје како стил во изразување, меѓутоа како сосема различни колекции, од аспект на формите и од аспект на материјалите. Вечерта се затвори со модната ревија на Олгица Ѓоргиева, која ја раскажа својата руска приказна на присутните преку креациите. Така, ви се насмевна девојчето од форшпанот кој што го имаме, пролетта ни ја најавува, се надевам дека чадорот наскоро и ќе го тргнеме од самите джинглови да имаме сонце, да се насмееме малку. Во секој случај, добре дојдовте во вториот дел на 24 за животот, каде што ќе разговараме за една втора тема и за да не должам многу да имаме доволно за разговор, веќе ќе ви ја најавам долу, а многу едноставно ја најавив како каква инфекција е грипот, иако ние ќе се задржиме околу неколку нешта врзани со самиот грип. Во секој случај ви ја најавувам нашата втора гостинка за денеска, докторка Голубинка Бошевска, која што е началничка на лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика при Институтот за јавно здравје. Не сгрешив ништо, така? Не, одлично. Благодарам. Секогаш вака внимавам на институцијата, на самата лабораторија едно друго, за да не погрешам. Добро. Малку е подолго името, ви благодарам, значи, за поканата. Не, имаше еден институт, се сеќавам, не знам за која тема беше од Кина, институт кој што имаше така поприлично огромно име, и го кажав цело и потоа реков следното, ќе ви го читам со кратенки, бидејќи нема шанси повторно да го повторам. Како сте добри? Добро, благодарам. Одлично. Кажете ми, значи првично она што од секогаш сум сакал да го доловам на нашите гледачи кога сме разговарале за вируса, сме немале можност еве конкретно со стручна личност да разговараме токму за вирусите, значи да објасниме што воопшто е вирус. Бидејќи кај нас се извинувам, луѓето кај нас кога ќе прашате нешто да не си настинат, да бе некој вирус ме фати. Значи нас секогаш некој вирус не фаќа. Каков вирус не фаќа? Што е тоа вирус? Значи, вирусите всушност представуваат најмалите инфективни агенси, така се нарекуваат, кои што немаат немаат клеточна градба, за разлика пример од бактериите или од габичките и другите причинители на заразни заболувања, кои што имаат проста, но сепак имаат клеточна градба. Вирусите немаат клеточна градба и за разлика од претходно споменатите, значи, тие имаат потреба да навлезат во една клетка, да ги користат ресурсите на таа клетка за да можат да се размножуваат и да си го продолжат својот век. Така. Значи тие може да опстанат во една средина надворешна, такви какви што се за одреден временски период, но сепак за да може да се размножат и да можат и понатаму да продолжат да живеат, значи имаат потреба да навлезат и да ги користат ресурсите на клетката домаќе. Значи сепак не фаќа некој вирус. Не фаќа и вирус, не фаќа и бактерија. Тоа сакав да направиме разлика. Ќе ве прашам после какви вируси постојат и како ги класирате, но сега да направиме разлика меѓу тоа што е вирус а што е бактерија. Така. Значи тоа го реков, за разлика од вирусите кои што немаат клеточна градба и кои што зависат од друга клетка за да можат да живеат. За да можат да опстанат, да опстанат. Наспроти нив, бактериите имаат, значи, клеточна градба, ги имаат сите потребни органели или во однос на човекот органи кои што им се потребни за живот, и тие немаат потреба да навлезат во некоја друга клетка па да може да си се размножуваат и да опстојат. Значи тие можат во било која средина доволно да ги имаат доволните прехранбени продукти за да можат да се размножат.
дури во водата, Добро. која што е контаминирана со отпадни материи. Ние ги нарекуваме отпадни, но тоа за бактериите може да бидат богати средини со хранливи материи, со протеин, аминокиселини, витамини и минерали, за да тие можат Убава софра, една трпеза. убаво да си живеат и да си се размножуваат, а потоа преку различите начини да навлезат во организмот и во зависност од, ние го нарекуваме во медицината тропизмот, односно тоа истото се однесува и за вирусите, во зависност од афинитетот кон кој организам Добро. и кон кое ткиво на организмот може да предизвикаат инфекции. Да, бидејќи кон одредени не може да направат ништо. Така. Истото се однесува и на вирусот на грипот и општо на останатите За него ќе вируси. се задржиме особено. Да, значи они мора да имаат одредени рецептори, ние ги нарекуваме, односно протеински молекули на површината на клетката домаќин или на површината на органот кој што треба да биде инфициран за да може вирусот да се поврзе со клетката домаќин и за да може да навлезе во истата и на тој начин да предизвика инфекција, тука да се размножи, да предизвика оштетување на клетките и инфекција. Кажете ми како ги класифицирате практично вирусите? Какви вируси постојат и како ги класирате? Голем број на вируси. Тоа сум сигурен и од историски гледано. Така. Постојат голем број на вируси, ден денеска и постојано се откриваат нови вируси, нови комбинации. Но веројатно имаме некои кои што постојано против кои постојано се бориме. Основен клуч на поделба. Имено ова треба исто да се каже, рековме дека не се клеточни структури, значи во својата градба вирусите имаат една нуклеинска киселина, значи рибонуклеинска или дезоксирибонуклеинска, значи ДНК или РНК вирус, имаат обвивка околу самиот протеинска обвивка која што треба да го заштити нуклеинската киселина, треба да ја заштити и може некои вируси да имаат и дополнителна обвивка, значи не сите, тоа е липопротеинска обвивка, која што ќе ја добијат од клетката домаќин, од која што ќе излезат во вид на пупка. Значи, едни вируси излегуваат на тој начин што ќе направат буквално како експлозија на самата клетка домаќин и ќе се ослободат во голем број копии, а имаме вируси кои што се ослободуваат во вид на пупење од самата клетка која што ја инфицирале. Да и таквите вируси кои се ослободуваат во вид на пупење си добиваат уште една дополнителна обвивка која што е со потекло од клетката домаќин липидна обвивка. При тоа, во зависност од тоа кој тип на нуклеинска киселина е застапен во соодветниот вирус, вирусите ги делиме. Што е нуклеинската киселина впрочем? Нуклеинската киселина е оној генетски материјал кој што ги одредува сите особини и протеините кои што треба да ги создаде еден вирус. Така. При тоа, значи ги одредува особините, исто како и кај човекот. Исто и како во човечките клетки, исто и во бактериските клетки. Секој од нас носиме она што го нарекуваме ние генетски код, нешто што си го наследуваме. Да, го зборуваме нонстоп тоа кодот. И што си го носиме од генерација во генерација. Истото се однесува и кај бактериите и вирусите. За разлика од тоа, со специфика всушност, на овие мали ситни организми, е тоа што тие многу брзо се размножуваат, за разлика од луѓето, имаат многу краток животен век. Конкретно кај бактериите, вие ќе видите, велиме, за 18 часа веќе се создале едно 20 генерации и ние можеме да видиме една колонија во микробиолошката лабораторија, да кажеме, пораснале тој тип на колонии и после 24 часа веќе кај пациентот можеме да дадеме и диагноза. Кај некои бактерии и подолго трае тој процес на размножување и создавање на потомство до 48 часа, додека кај вирусите уште побрзо може да оди и при тоа во текот на тоа големо размножување на вирусите се случуваат грешки во размножување во самата еволуција, во мутацијата, така? Во репликацијата се случуваат грешки. Тие грешки се тие мутации кои што ги споменуваме. И заради тоа тие грешки, тие мутации се полесно видливи, многу брзо се видливи кај вирусите, отколку кај човекот и кај некои други големи животни. Добро, кажете ми, значи зборувавме ве за вирусот општо, сето тоа го спомнавме. Тогаш како практично го поврзуваме грипот со вирусот? Значи грипот
е едно од најстарите заболувања И што е грип? Сега ќе ви кажам. Значи, едно од најстарите Јас заболувања се прашувам заразни. основно. Да, едно од најстарите заразни заболувања. Добро. Кој што ние го нарекуваме инфективно или заразно заболување заради тоа што многу лесно се пренесува од човек на човек. Се пренесува по пат на аеросоли или капково. Значи со кашлање, кивање, зборување. Значи во моментов И со зборување? Да се свртам на испуштаме. вам сега. Добро. Ете така. При тоа, значи, не само на тој начин директен контакт, близок, нормално, постои така наречен индиректен контакт на настанување на инфекцијата, а тоа може, сега додека јас кивам и кашлам, доколку се искашлам и искивам без да ставам марамче на устата, значи капките, моите капки ќе се поврзат за површината на предметите околу мене и оној кој што и доколку јас сум инфицирана со вирусот на грипот, оној кој што ќе дојде ќе чепрка по моите работи во првите 15 на минути, може да се инфицира сами од себе си, бидејќи вирусните честички ќе останат на раката, на оној што ги допира таквите предмети, и преку раката може да си го чепнеме носот, па да си ги изчешеме очите. Да, нешто што правиме буквално и несвесно, веројатно. Несвесно, и на тој начин многу брзо се шири. Како се по однос на површините? Во однос на површините, значи, во зависност од е типот на добро. површината, различно време се Така. задржува вирусот. Ако се работи за непорозни површини, значи за стакло, за пластика, во тој случај може да остане подолг временски период, па дури и некаде постојат различни научни истражувања. Луѓето многу се интересираат за грипот, бидејќи реков дека е многу стара болест, меѓутоа болест која што од секогаш предизвикувала внимание и восхит и се уште ќе биде така актуелна. Ја контролираме така, не можеме да ја победиме, но ја контролираме. Не можеме да ја победиме, но треба да ја контролираме. Добре. Не ја опишал уште Хипократ во 4 век пред нашата ера. Значи И од тогаш, значи постојано таа предизвикува. Ние велиме во текот на зимските месеци мали епидемии, но од време на време, на одреден временски период предизвикува и големи пандемии. Само во последните 120 на години, значи ги имаме тие 4-5 пандемии. 18-та година е шпанскиот вирус. Грип, така. 57 година е азискиот грип. Така. 68 година е Хонг Конг. 77 година е рускиот грип и последниот 2009. Значи гледате во едни неправилни. Значи тоа е многу актуелен проблем кој што секоја година се повторува и ќе продолжи понатаму да биде од интерес. И токму затоа е многу важно, јас ќе се навратам на прашање за подлогите. Колку време се останува на одредени подлоги, за да знаеме дека треба да се заштитиме самите себе од таков тип на инфекција. Во смисол, на алишта со кивање и кашлање може да остане од 1 до 2 часа. На стакло се смета дека може да остане 4 недели. 4 недели? Да, правени се и такви испитувања. Дури оделе до ако побарате ќе најдете истражување каде што се правени испитувања на банкноти, каде што се вели дека до 17 дена, дури до 17 дена може да се најде присутен вирусот во банкнотата. Имаше некоја информација и кај нас ми се чини пред 2 месеца по медиумите за банкнотите. Тој многу е добро преживува на сушење, во смисол, може да се исуши во сува средина, на собна температура, во темна просторија, може да остане, значи, најмал 1-2 недели во прашината на воздухот. Токму заради тоа е многу важно редовно да ги проветруваме просториите во кои што живееме, редовно да дозволуваме влез на светлина. Да, бидејќи сите тоа го кажуваат, никој не објаснува зошто. Проветрувајте дневна светлина, ова. Да, ете токму е тоа. Значи, што е со дневната и темната? Дневната и темната, на топлината, сончевата топлина делува штетно, значи светлината и ултравиолетовите зраци го уништуваат вирусот. Високата температура, значи на температура од 56 степени за 30 минути вирусот е комплетно уништен. Меѓутоа, од друга страна, вирусот... Тоа значи дека кога, да речеме, ни се порано бабите, например, кога бевме болни,
и не сместуваа во соба, бидејќи и нормално на болен човек му смета светлина едно друго, и ќе го затвориш детето дома, завесите тргнати, темница се, а тоа не е правилно. Не е правило, да. Добро. Не е правило. Отворете ги прозорите, дозволете светлина да влезе. Па нека мижи колку сака да проветрете ја просторијата заради тоа што нели во самиот постапка на кивање и кашлање, тоа е еден од главните симптоми на болеста. Значи, еден од симптомите на болеста е високата температура, наглото започнување на болеста, нагло се појавува, симптомите нагло почнуваат. Да, немате презнаци едноставно. Немате други презнаци, имате нагло покачување на температурата, имате сува кашлица, со јака главоболка, малаксаност, болки по целото тело и по мускулите, кивање, кашлање, солзење на очите. Значи, тоа се е најчестата, најтипичната клиничка слика за грипот. Меѓутоа, од друга страна, пак можам да ви кажам дека на ваков начин, со оваква клиничка слика, не се манифестира само грипот, туку и други вирусни заболувања кои што ние ги нарекуваме инфлуенца-лайк illnesses, односно болести кои што налекуваат на грип. Тука спаѓаат параинфлуенца вирусите, респираторниот синцицијален вирус може да даде иста слична ваква клиничка слика, понатаму аденовирусите. Значи една цела палета на вируси кои што може да дадат една ваква клиничка слика. Кажете ми, што е тоа кај грипот што може да го доведе до состојба на пандемија? Зошто да настане пандемија? Еве, во изминатите 120 години сме имале 5 или 6 пандемии. Значи, тоа треба одреден период додека да измутира доволно тој... Тоа е една многу убава приказна во однос на начинот на еволуцијата на вирусот. Добро. Прво да кажеме дека постојат 3 типа на вирусот на грип. Тука се инфлуенца А вирусот, кој што е зошто А? Затоа што е првиот кој што е откриен инфлуенца вирус на грип кај луѓето 1933 година во научниот истражувачки центар за медицински истражувања во Лондон. Браво. Така што зборуваме за шпанскиот, така? Зборуваме за инфлуенца А. Инфлуенца А, добро. Значи, потоа е откриен 40-та година инфлуенца Б вирусот и на крај 50-та година инфлуенца С вирусот. За инфлуенца Б и С главен резервоар на инфекцијата е човекот. Значи тој е главниот домаќин. А е кај животните? Додека за А главен резервоар се животните, значи тука најчесто птиците. А тоа како кокошката што ни кокошките, замина за Лондон, што ја немаше долго. Пајките, значи сите видови на птици. Потоа, коњите... Зошто птиците би биле најранливи? Сега ќе ви кажам и зошто. Добро. Значи, кокошките, птиците, коњите, кравите, мачките, луѓето, човекот е само еден од многуте домаќини на инфлуенца А вирусот. Добро. При тоа, што е карактеристично? Ги спомнавме рецепторите претходно, дека мора да има молекула која што ќе го привлече, ќе го врзе вирусот за себе, за да може да навлезе во клетката и да може да се размножи. Ке се засакаат. Да си се засакаат. Така. Добро. Кај инфлуенца вирусот, значи освен таја нуклеинска киселина, кај него е многу интересно дека нуклеинската киселина не е во вид на една права линеарна молекула, тука е поделена на сегменти. На 8 сегменти како бројаници. Добро. Секој од тие сегменти си има своја обвивка, посебна нуклеопротеинска обвивка. 8 практично различни така, добро. Сегменти. Па потоа имаме една протеинска обвивка дополнителна која што ги обвиткува сите 8. Добро. Па ја имаме таа липопротеинска обвивка од клетките домаќини и на крајот она што е карактеристично, па ги велиме сите слушаме H1N1, тоа се во вид на шилци, има боцки на својата површина вирусот. Тие шилци се две врсти. Едниот шилец е хемаглутининот. Добро. Тој Х што го обележуваме. H1N1 така бевме на сега ќе ви кажам и за него. Значи тој Х шилец кој што има за цел да се врзе за сијалинската киселина на од клетката домаќин. Добро. А потоа познати се во свет, досега се откриени 16 типови на овој Х шилец. Значи H1, H2, H3, до 16. Од H1 до H16. Добро. Додека
N-шилецот или неураминидаза, тоа е всушност шилец кој што има ензимска активност. И што всушност тој прави? Секретот, бидејќи ние знаеме дека горнореспираторниот систем кај луѓето има секрет, мукус. Добро. Значи, овој неураминидазниот шилец има ензимска активност во смисол на тоа да го разводни мукусот, да ги открие клеточните рецептори, да ги разоткрие клетките и да може хемаглутенина да се поврзе за рецепторот. И исто така, уште една функција на овој неураминидазен шилец е да во постапката на пупење, Добро. кога ќе излезе пупката од површината на клетката, за да може да се одвои и да излезе слободен вирусот, мора да делува ензимот овде и да го овозможи тоа одвојување и од клетката домаќин. Се извинувам, И- данес случајно имаме гледаш на линија. Ајде. Бидејќи ми дадоа некаков знак од режијата, дали имаме гледаш на линија? Да. Ало? Дали се слушаме? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Случајно ја Зборувајте. емисија ваша Така? и го привлече вниманието. Па сакаме да се надополниме мало на дискусијата на докторката во врска со вирусите. Повелете. Она каже една приказна во врска со историјата на појавувањето на гриповите и тие работи. Така? Па јас ќе се надополнам на тоа, ќе кажам дека како последица од епидемијата умирале обичните луѓе, а оние од повисокиот сталеж, да речам грофовите и кралевите, Така, не добро. умирале бидејќи пиеле од сребрени садови и се хранеле од таков прибор. Тоа е една од причините што они се заштитувале од таа епидемија. Сега, моментално на светскиот пазар, еви и овдека на нашиот, Добро. појавен е производ на база на сребро со помош на сребрени јони, имплементирани се во повеќе производи. Добро. Како, например, спреј и овлажнувач и стерилизатор на просторија, кој многу ефикасно ги уништува бактериите, негде околу 650 видови бактерии, вируси и гливици. Така. Конкретно ќе кажам за еден спреј кој во него содржи таа сребрена мрежа. Да, само пократки Која- ќе бидете по однос на тоа, бидејќи времето ќе ни Да, замине. уште Така. накратко ќе бидам. Значи, тоа со прскање на раце, на лице, на било каде, превентивно го заштитувате. Значи, тие производи се познати како Silverex производи, Така. silverex.mk, се многу ефикасни, интересни и може на докторката вака во нивните истражувања многу да ја помогне. Ние ќе ја контактираме неа и сакаме да помогнеме во заштита на населението од вакви епидемии. Така. Ви благодариме за Благодарам јавувањето. многу на времето што го деливте, мислим, ова е многу интересно вака да се чуе. Така. Па, уште една ви благодарам. Ви благодариме за јавувањето. Поздрав до вас. Тоа е интересно прашање по однос на дали може би има разлика кога вирусот секако дека не распознава дали некој е богат или сиромав, Не но распознава. но работата е очигледно дали може би во хигиенските услови на општеството Многу може би повеќе, тука е да, во хигиенските прашањето, навики. да. Значи, повелете, јас ќе го поканам гледачот кој што ви се јави да дојде кај нас Во Институтот за јавно здравје, па па ќе видиме и ќе разговараме ќе си на таа размените тема, мислења, ќе си така. размениме мислења и искуства и заедно ќе поработиме, но многу е важно, точно хигиенските навики се екстремно Да, важни. мислам дека впрочем И- токму тука во таа да. делба е хигиената во прашање. Редовното миење на рацете е многу важна работа со сапун и со детергент. Со било што, само да се- заради тоа што на тој начин не само што вирусот на грипот, туку и другите патогени, микроорганизми, бактерии, вируси можеме да ги отстраниме на тој начин од нашите раце. Од друга страна пак, многу е важно врз основа на начинот на ширење на грипот како инфекција, нели рековме кашлање, кивање на предмети и така натаму. Многу е важно да правилно киваме и кашламе во смисол на тоа да редовно употребуваме марамчиња Така. за при кашлање и кивање. Доколку не сме во можност да примениме марамче за кашлање и кивање, во тој случај најдобро е да кивнеме во рака, во
Потоа ќе си фалиме за перење тоа. И потоа тоа ќе се испере. Наалишта можат максимум до 1 до 2 часа, меѓутоа вие не можете со вашата надлактица да си го чешате носот или да се чешате на очите. Јас да ви кажам, мене многу ми е интересно кога кива. Тоа е многу важно, особено да им се обрати внимание на децата од тој аспект. И хигиенските навики. Тоа сакав и да спомнам, кога киваат луѓето, некогаш на пример, или деца кога се учат, ги имаат научено дека се става рака на уста, но не е ставањето рака на уста вака. Да. И одовде вие се да искивате од овој дел на отворената рака, туку треба да се стави раката вака, веројатно. Точно. Убаво да се затвори. Но и веднаш после кивањето, ако кивате во отворена и гола рака, да си ги измиете рацете. Да си ги измиете рацете. Так. Или пак, она што денеска може бидејќи тоа што сме го искивале на раката, колку ќе ни остане? Значи, тоа останува многу кратко време, некаде до 15 минути, доволно 20, да се поздравиме но со сосема некого. Е доволно да се поздравите со некого и да му го пренесете вирусот. Меѓутоа, доколку немате можност да употребите вода и сапун, во тој случај денеска во современите супермаркети можете да најдете, значи, дезинфициенси за раце. Да, има на база на алкохол, мали, значи едноставно со тие безбедни се така? Да, тие се безбедни, бидејќи алкохолот ги уништува вирусите заради таа липопротеинска обвивка, значи го возможува тоа што правеле постарите наши на времето со ракијата. Така и ние со ракијата. Ние со ракијата, така од Сабајле. Само уште едно прашање имам кратко да ве прашам, бидејќи веќе верували или не, времето ни замина. Добро. Да. Ви кажам дека има многу за вирусите. Ние затоа се договоривме уште една емисија ќе направиме ние посебно како продолжение на ова само како воветник ќе им биде на гледачите. Практично само ќе прашам. Нонстоп тие прашања се поставуваат, а гледам дека во денешно време последнава декада луѓето многу се прашуваат околу вакцинацијата. Значи дали е безбедна вакцинацијата, нели тука обавезно се врзуваат тие заговори, чуда и врагови околу самите вакцинации. Значи што значи вакцинацијата? Вакцинацијата тоа значи дека во организмот на човекот се внесува или мртов вирус, или честички на вирус, на одреден вирус или на бактерија, или пак жив микроорганизам, без оглед дали се работи за вирус или за бактерија, меѓутоа кај кој што способноста на вирусот или бактеријата на микроорганизмот да предизвика инфекција е намалена. Ние ги велиме атенуирани вируси или бактерии, при што тие може да целта на внесувањето на вакцината е да го стимулира имуниот одговор кај организмот, кај домакинот, односно да стимулира создавање на антитела, кои што во некој прв нареден контакт во реалниот живот со истиот тој микроорганизам ќе предизвика одбрана на организмот од тој инфект. Тоа е особено важно кај одредени заболувања, како што е да речам оние заболувања кои што се во нашиот редовен календар на вакцинација. Хепатитот Б, значи заради медицински причини кои што навистина се потребни, како што е полиомиелитната вакцина, заради тоа што доволно е еден пациент да заболи, меѓутоа ако тоа предизвика полиомиелит и инвалидитет кај детето, во тој случај сметам дека треба многу да се замислиме и дека треба да ја примениме вакцината. Истото се однесува на вакцините за морбили и рубеола, кои што се обврзувачки вакцинации. Вакцината за тетанус исто така. Практично тоа се заболувања кои што може да завршат и фатално. Ама човештвото ги има искусено и сега нашло начин да ги сузбива. Да ги сузбива и да ги спречи, да го намали морбидитетот. Поедноставно кажано така. Значи да го замали заболувањето и смртноста од тие болести. И тешкиот инвалидитет од таквите болести. Она што може би е полошо и од самата смртност. Да, и сега за да го поврземе тоа со грипот. Грипот може да биде многу едноставно заболување, во смисол да помине со температура, со кашлање, кивање 7 дена и да заврши после 7 дена, да остане уште некоја малаксаност, уште една недела. Меѓутоа, кај одредени лица, како што се мали деца, како што се, значи, деца зборуваме до некоја до 7 годишна возраст, каде што се уште имуниот систем не е доволно развиен. Потоа, кај лица над 60 години, некаде во Европа велат и над 55 години. Зошто? Заради тоа што тие луѓе имаат многу често хронични заболувања, други,
во текот на животот ние сите Така. добиваме кои кардиоваскуларни заболувања со срцето, со бубрезите, со белите дробови, кај астматичари, кај диабетичари, кај лица кои што се многу дебели, заради тоа што тие лица, обезитните, дебелите луѓе имаат проблеми со имуниот систем, кај бремените жени. Значи, ваквиот тип на инфекции, грипот, може да даде многу тешка клиничка слика во насока на енцефалит, односно воспаление на мозокот, Така. потоа може да даде хеморагична пнеумонија, бронхит и пнеумонија, значи едно масивно воспаление на белите дробови. Понатаму може да даде кај малите деца, кај дечињата, може да даде еден, ние го нарекуваме ларинготрахеит, односно бидејќи целата слузница е отечена, а кај малите дечиња протокот на воздух, трахеата е многу мала, со тој оток може да дојде до проблеми во дишењето. Кој што ќе остана за цел живот, да, така? миозити, миоглобинопати, значи тоа се тешки состојби. Исто така има случаи на грип каде што велиме дека оди толку акутно, ние го нарекуваме фулминантно, за 24 часа човекот може да почине од една акутна хеморагична пневмонија и други компликации. Таквите лица се препорачува да се вакцинираат. Вакцината, ниедна вакцина, да се разбереме, во светот не заштитува 100%. Јасно. Меѓутоа, Но и ви дава луѓето, некоја населението, сигурност. тоа не треба да ни да го очекува од вакцината. Меѓутоа, штити повеќе од 90%. Превенира. Значи, превенција на инфекцијата, значи не штити од инфекција, или пак доколку настане инфекција, таа ќе помине со многу блага клиничка слика, па и тоа е нешто. Така. Затоа искрено ја препорачувам вакцинацијата за грип, особено кај веќе оние групи што ги рековме. Не е она што во Македонија се употребува како вакцина е мртвата вакцина. Добро. Значи таа може да се употреби кај деца над една година Така. возраст и кај сите споменати, значи, категории, вклучително и бремените жени. И бремени жени. Заради тоа што бремената жена, значи, кај бремените жени може да настанат навистина големи компликации, па дури и губење на поради плодот. двата организма кои што ги Така, носи. така. Со тоа што постојат и живи вакцини во светот, значи тие се по пат на инхалација, кај нас се уште ги нема, во Америка ги користат и се прават големи испитувања, меѓутоа пак тие имаат други, тие се уште не се даваат кај бремени жени, кај деца до 7 годишна возраст се уште не се даваат и кај лица над 65 години. Така. Докторке, јас ќе морам да ве прекинам, веќе ќе ме караат. Добре. Останува ние да им ветиме на гледачите дека ќе се видиме повторно во уште едно издание, да зборуваме конкретно за пандемиите, бидејќи мислам дека имаат и многу прашања околу сето тоа. На вистина, И да си го грипот е дополниме многу, целиот муабет. Да, грипот и вирусните заболувања се многу интересни. Така. И многу загонетни и И општи за разговор. Општи за разговор, Супер. така. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше докторката Голубинка Бошевска, која што е началничка на лабораторијата за вирусологија и молекуларна диагностика при Институтот за јавно здравје. Зборувавме за тоа каква инфекција е грипот, спомнавме за вакцинациите и пандемиите и ветуваме уште едно издание токму за овие пандемии. Доколку ние на крајот имаме се уште време да се пушти времепловот на колешката Галена, може да го пуштиме при самиот крај со тоа што ја ќе се одјавам од овде, а доколку нема време, тогаш оставам на режијата да си одлучи дали ќе ми пушти одјавна шпица или пак времепловот па одјавна. Ви благодарам во секој случај за вниманието и пријатно. Во 1985 година умре Енвер Хоџа, долгогодишниот лидер на Албанија. Во периодот од 1944 до 1956 година Хоџа беше премиер на Албанија, а воедно и министер за надворешни работи. Се сметаше за представник на изворниот марксизам-ленинизам, а владееше несомнено на диктаторски начин. Неговиот наследник Рамиз Алија постепено ја воведе земјата во политички плурализам. Во 1992 година во Министерството за внатрешни работи е регистриран Македонскиот олимписки комитет. Во ширењето на олимпизмот има востановено повеќе традиционални манифестации, како олимписки денови зимски и летни, олимписки ден на трчање и олимписки пикник. Комитетот иницира и поддржува повеќе приредби од спортски, културен и хуманитарен карактер. Покрај учеството на олимписките игри, МОК ги организира и настапите на македонските спортисти на континенталните и светските олимписки
најмладински денови, а во 2002 година беше и домаќин на третиот надпревар на олимписките надежи од Балканот. Во 2012 година во Њу Јорк на 83 годишна возраст почина Џек Трамиел, творец на некогаш популарниот компјутер Commodore 64. Трамиел, чие вистинско име е Идек Трамиелски, е роден 1928 во полскиот град Лоќ. Откако го преживеал нацистичкиот логор Аушвиц, во 1947 емигрирал во Соединетите Американски држави. 7 години подоцна ја формирал компанијата Commodore International. Во периодот на производство на неговиот компјутер од 1982 до 1993 година ширум светот се продадени над 22 милиони примероци, со што Commodore 64 е вклучен во Гинисовата книга на рекорди како најпродаван компјутер на сите времиња.